Станувам во 6 и јас, многу добро знаете дека не сум ранобудник. Ја спремам мојата чалоја, чај јало е најдобриот детокс напиток и одам на трчање. Никогаш не сум сакала трчање, така да трчањето е уште еден излез од мојата комфорт зона. Па уште во 6 наутро. Тие што ме познаваат знаат дека тоа е нешто вау. Ќе признаете дека Амадрија парк ресортот е breathtaking. Тој мир и тишина наутро буквално се слушаат пилињата, песната, ветрето, магија. Искрено воопшто не брзав да стигнам до плажата, затоа што сакав да уживам во погледот и во се тоа што ме обкружува. Трчањето пеис 5 до 7, не се форсирав нешто многу затоа што знаев дека ме чека долг ден, уживање на плажа со мојата омилена чалоја, туш, подготовка и одиме на првата едукација за Day 2 Leadership Development Weekend. Не можам да издвојам која од активностите најмногу ме возбудува затоа што се, ама буквално се е предобро. Дали некогаш сте се возбудиле од тоа што можете да го научите? Што е тоа што ќе го слушнам? Што е тоа што ќе ми помогне да имам подобар живот? Дали ви се случило? Ако ви се случило, ова можеби е повик за вас. Можеби вие сте тие кои што треба да бидат дел од нашата екипа. Можеби ова е идеалната прилика и за вас? Ова што го гледате е само мал дел од нашиот тим. Прошетка до пристаништето и момент кога мислиш дека се руши, точно тогаш се гради, ја сретнав Деица. Деица Chairman's Club. Знам дека вас тоа ништо не ви значи, ама ако прогуглате ќе видите што е Chairman's. И нормално не може да помине без посета на базен. Базенот беше воодушевувачки, буквално ме потсети на хотелот Caves во Египет кај што бевме. Преубаво, не знам, 4-5 базени, джакузи, нема што немаше. Огромно стакло, поглед на палми, уживанција луѓе. Мисли да ти е ова работа, се шеташ на вакви места и да впиваш информации од луѓе кои што те учат како и ти да направиш нешто неверојатно од твојот живот. Се ова не го покажувам за да се фалам, туку го покажувам за да видите што се може и како изгледа оваа наша работа. Под наводници, затоа што јас воопшто не се чувствувам дека работам. Мојата работа е да зборам со луѓе, да им помагам да се чувствуваат подобро во нивната кожа и да заработат пари. И јас и мојата енергија пристигнуваме на концертот. Вечерта резервирана за нас и приватен концерт со Петар Грашо, секако. Сте слушнале онаа реченица немој никогаш да го изгубиш детето во тебе. Немој никогаш да го изгубиш детето во тебе. Ако се ова што го види ти се допаѓа и те интересира како потенцијално можеш да бидеш дел од тимот, пиши ми инфобиз.